U imето на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќа и сестри, денешното свето Евангелие носи прекрасни пораки за сите нас, кои што сакаме, кои што сме решиле да бидеме Христови, членови на Светата Црква Христова, православни луѓе. Дали е доволно нашето вербално изјаснување, нашето декларирање дека сме тоа? Секако дека не. Таквите христијани во најголема мера го компрометираат христијанството, бидејќи сакаат да се тоа само по име, живејќи некој живот кој што нема ни една допирна точка со животот Христов и со животот на Светата Црква Христова, разбрана како тело на живиот Бог. Такво христијанство не постои, такви христијани не постојат, тоа мора да се знае. А какви треба да бидат христијани? Онако како што денеска чувме дека беа браќата Петар и Андреј, и Јован и Јаков. А како постапија тие за да ни постанат узор и нам денес? Така што Христос им пристапи на тие познати рибари во Генисаретското море и само ги повика: тргнете по мене, следете. И тие, недвоумејќи се, ни час, ниту миг, ги оставија мрежите со кои што ловеа риби во Галилејското езеро и тргнаа по Христа. Истите зборови Христос им ги упати и на Зеведеовите синови Јован и Јаков во присуство на нивниот стар татко. Заведе и тие што ги чуја повикот Христов да тргнат по него, го оставија занаетот, својата рибарска професија, го оставија својот стар татко и како Симон Петар и брат му Андреј се откажа од сиот имот, од сета приватна собственост со која што тие располагаат, куќи, ниви, се што може да има едно семејство на тие простори, и тргнаа по Христа Господ. Немојте да заборавите дека истите тие зборови токму денеска Христос ни ги упатува и нас. Ама, ајде да бидеме искрени, каква е нашата реакција? Веднаш ги вклучуваме компјутерите. Треба да се пресмета која е добивката, која е загубата, доколку го послушаме Христа Господ. И секога според нашата човечка проценка да се тргне по Христа е чиста загуба. А да се остави домот свој, работното место, професија и да му се служи на животодавецот со целиот свој живот без остаток, тоа е безмалку сумошедшо. Својствено за човек кој што полудел, го изгубил, се збогувал со својот разум. Но ние, овие зборови што Христос им ги упати на апостолите, треба да ги ставиме во контекст на уште неколку евангелски четива со истата таа содржина. Сетете се, например, на
евангелското четиво во кое што Христос им вели на своите апостоли и повторно преку нив нам сите, дека родителите што децата свои ги сакаат повеќе од Бога, не му се достојни на Бога. Ниту пак децата кои повеќе ги сакаат родителите свои од Бога, му се достојни на Бога. Но гледајте, зашто е сето тоа кажано? За да се посеја обрата помеѓу родителите и децата и обратно, или зарад нешто друго. За сето тоа стои неможноста таткото и мајката вистински да се ги сака децата своји, ако го исклучи Бога од тој кружен тек на љубов. Родителот своите деца вистински ќе ги возлюби само под еден услов, ако ги сака зарад Бога. А оној родител кој што децата своји ги сака зарад Бога, Бога го издига над своите деца. Не гради од детето свое куми, идол, на кое што му се удоволува секое негово барање. И после што и заради што се случуваат тешки кризи во животот на тие деца. Просто е претешко да го поправите правецот на движење од родителот определен на погрешен начин и во погрешен правец, во погрешна насока. Истото тоа важи и за децата спрема своите родители. Идентично. Значи, во нашите животи убедливото прво место му припаѓа на Бога. Да се што сакаме да сакаме зарад Него, да се што правиме да правиме зарад Него, да се што зборуваме да зборуваме зарад Него, бидејќи тогаш и ке живееме, и ке работиме, и ке зборуваме исполнети со Бога, со Духот Свет, со вистина и со правда Божја. Ако забележувате, токму таквите луѓе се најретки во овој свет и во ова време во кое што ние живееме, и доколку ги има, а секогаш ги има, овој свет и човекот на овој свет ги одрекува. Не ги прифаќа како свој, не ги прима како критериум, според кој што ќе сака да живе, за да му обезбеди вечна иднина на човекот и на свет. Така повикувајќи ги светите апостоли, како што чупме во денешното Свето Евангелие, Христос тргна во својата благословена мисија на сеење на евангелската вистина во срцата на луѓето и во срцата на народите. Така заврши денешното Свето Евангелие. Христос одеше од град во град, од село во село. Ниеден човек не беше дискриминиран од неговата љубов и неговиот божествен однос кон човекот воопшто. Сите беа прегрнати, утешени, исцелени, онадеждени, онемокените засилени. Тоа Христос го прави и денес, така што Него го примаме како храна на нашиот живот и примајќи го Него како леп на животот наш и како питие, небесно питие на животот наш, ние излегуваме од светите храмови, преисполнети со Него, односно со благодатта Божја.
за кое што рековме дека е вистинскиот живот на човекот. И излегувајќи надвор од светиот храм, во средба со секој брат и сестра наша, таа чудесна храна, која што приведува кон царството на троедниот Бог, ја делиме со сите ближни наши. Од таа храна, од тој живот несмртен произлегува вечната и небесна радост. Имено онаа радост што му недостасува на светот без Бога и на човекот без Бога. И ние денеска, браќи и сестри, причестени со телото и крвта на нашиот Господ и Спасител, да излеземе од оваа света обител и да им ја раздадеме радоста што ја насобравме денеска од небесата ни спослана во нашите срца. Денеска нашите срца се преполни со небо, бидејќи нашите корени се засадени во небесниот град, градот на троичниот Бог, небесниот Ерусалим. Амин. За многу години. Честит.